Иако состојбата со пандемијата во Тетовскиот регион засега е стабилна, лекарите стравуваат дека за 2 недели може да има раст на бројките на заразени со COVID-19 поради доаѓањето на печалбарите и очекуваните собири за новогодишните празници. Во меѓувреме се прават подготовки за изградба на модуларна болница. Во моментов нема итна потреба за таков објект, но е добре дојден, вели доктор Гзим Нуредини, координатор на ковид центарот. Али сега и тоа некако не ни е потребно. Не разбирате? Сега зборим. А ова не значи дека после 2 недели што ќе се случи. Сега видите, ни дошле од Западна Европа, па изгледа да комуницираат. И сега ние нормално се плашиме дека по 2 недели ќе имаме зголемен број кој што навистина може да не фати у незавидна ситуација, не знаеме како. Модуларната болница ќе има дополнителни 35 кревети и потребна медицинска опрема. Поставена е бетонска подлога, а се очекува да биде финализирана во текот на следниот месец. Тој ќе биде околу 550 квадратни метри, ќе има околу 35 легла, значи за хоспитални пациенти, ќе има распоред интензивниот дел, преинтензивниот, ќе има и лабораторија и така натаму. Во Тетовскиот ковид центар моментално се хоспитализирани 33 пациенти, од кои 2 се со потешка клиничка слика. Имавме тренд на намалување на бројот на хоспитализирани пациенти и ново пациенти што се примат у амбуланта у ковид центар. Прошта недела, за жал, имавме 4 смртни случаеви, тие беа над 65 години до 72, со разни коморбидитети. Додека сега тренутно, значи во ковид центар имаме хоспитализирани 33 пациенти, што значи дека е намален бројот, но не значи дека пропорционално имаме намален број на пациенти, бидејќи тие лежат 3, 4 и повише недели. Инаку во регионот на Тетово има 878 активни случаи со COVID-19.